Добро вечер, добро дојдовте во емисијата на Кавга со Иван. Вечера знаете дека го најавив кој ќе биде мојот вечерашен гостин и тој е еден од ретките кој што ми бил гостин во двете мои новинарски фази на првата музичката забавната која што ја правев пред некои си 20 на години, можеби, помалку малку претерав, али добро, тука некаде. Се викаше Не заспивај сега на македонската телевизија и ова вторава сега на Кавга со Иван. Покрај Трифун Костовски, тој е тој кој што бил и тогаш гостин и сега гостин, тогаш беше малце подналутен, ако не се лажам, после емисијата. Сега ќе видиме вечерва после оваа емисија, дали ќе биде во таква психолошка состојба. Господинот Јани Макредули. Добро вечер, Јани. Добро вечер, Иван. Само да им кажам на гледачите дека предварително, што би кажале бугарите, се договоривме дека нема да си пресираме, така? Да. Не мораш вака да си стригнато, пушти се слободно, мислам, нема ништо. Се сеќаш ли на таа емисија во македонска телевизија? Знаеш дека ти спремив кај изненадување, ама ти од позиција на политичка моќ се шегувам се. Успеа да откриеш што ќе биде, па де ти беше некој изненадување. Се сеќаш? Се сеќам, да, се сеќам, да. И де ти беше некој твој школски кој што те победи на баскет. Да. Тој баскет ти беше главната причина зашто чекај да завршам. Главната причина зашто Бранко Црвенковски одлучи, се шегувам нормално дека не е главната, но знаеш дека кога ќе зборувам за Јани Макредули, ми кажат Арсенал, по тоа некако си најмногу препознатлив по Арсенал, па дури после СДСМ во последно време, замисли, прво си испаѓа дека си член на партијата на Арсенал повеќе, а помалку си на СДСМ, па баскет, сега ова дека си искачал по кафики и по дискотеки, па види ја искачав по кафики и по дискотеки, се шекам тоа кафики, ама јас не бев на ниедна партија кандидат за... Што беше таа финта тогаш со твојата кандидатура и со Бранко? Толку ли Бранко беше убеден во тебе, а ти толку беше убеден во себе? Па мислам дека таа кандидатура остави печат барем како содржина. По баскетот и по кафиките? Па мислам и по понудената програма, да ве подсетам, например, прв пат се промовираше зелените кровови во Скопје. Така, и Смарт Сити. Што го немаше Смарт Сити. Да. Такви работи имаше. За прв пат се промовираја со првите програми за оние екстремни точаци возење и даски за низ бординзи низ градот, со една жичка на спојување на целата улица Македонија од старата железничка станица до турската чаршија и таа поврзање камениот мост, така да не мислам дека не се остави некој печаток. Ама ништо, никој потоа, дури и вашиот кандидат, во наводници вашиот, не знам, ја можам да кажам дека е Петре Шилегов твој кандидат. Па да, не, само да прашам, пошто во последно време... Само што ако го враќаме, времето... Не одиме напред од 2013. Да, ама ако го враќаме времето неназад како бројка, споредено, јас во првиот изборен круг, тогаш со една машинерија која што беше ВМРО ДПМН заедно со ДУИ. Добро. Без коалициски капацитет на СДСМ. Добро. После настаните во собранието и после 24 декември со еден на брзина или притисок што се направи да се оди на локални избори после нашето отсуство од парламентот. И дилемата кој ќе нема да оди и без многу подршка од Социјалдемократскиот сојуз од многу членови, моите резултати се подобри од во овие вториот мандат. Па добро, види, не треба да биде... Кога во овој момент имаше и коалиција што зборува дека внатре во СДСМ немал таа подршка господинот Шилегов и за жал и граѓаните не ја препознаја визијата за Скопје. Ама му беше доволна за да победи уште во првиот круг. Не, ние имавме втор круг со господинот Коце Трајановски и тоа беше големо разочарување во ВМРО ДПМН. Впрочем, има и бомби кои што за жал јавноста не ги виде. Не, зборувам Петре, нели доби победа во првиот круг? Да, тогаш. Зборувам за вториот, не, зборувам за вториот пат кога се кандидираше со Не, тоа другото, види, таа кандидатура мислам дека беше осудена на пропаст и на дебакл знаеш како, од оваа временска дистанца сваќам дека
неверојатно е колку една изјава на еден политичар може нешто да направи нагоре, да го подигне, да го вивне во политичкото општественото живење во вселената наша и колку може да го сруши. Една изјава на Зоран Заев дека ставам се на all in, ако го изгубиме Скопје, јас ставам all in и малте не си замину. И сега знаеш сите оние кои што не го сакаат Зоран Заева, а така, значи тоа ли е работа како ти ќе си заминеш? А добро, се подигна на референдумско прашање за останувањето на Заев. Се подигна на покер, на all in, човекот искористи покерска фраза, не беше тоа референдумско, all in, не, на референдум не прашува. Политичкиот амбиент во Македонија го памти и она, например, на Гошев лебот кршењето, кога драстично паѓа, кога една изјава може да направи тоа, како пример давам. Се памети и чисти раце. Чисти раце, ама потоа со лебот и после тешко дека беа многу чисти. Па не, добро, не го квалификувам јас. Зборам физички чисти, не јас го зборувам дека еден потез во политиката може многу да промени. Токму за тоа. И затоа се оттргна кампањата од локални. Кај нас никогаш или ретко имаме кампања за локалните избори. Ама види, секогаш е на ниво на референдум, на парламентарни. Дали е референдум или пак се води на крилата, се води на крилата на парламентарни, на централната власт. Еве и сегашните кои што ќе дојдат сега, дали ја мислам дека и двете партии, иако морам најшеснам сценарио, сега морам од една тема на друга тема, кога тебе те гледам последните години на интервјуи или на дебати кога доаѓаш кај нас во само Вистина и некаде други на интервју те гледав и на Алсат, те гледав и кај Гоце Михајловски, мислам тоа беше годината кога почна ковидот и беше јануарија, некаде март во Македонија беше прогласена нели епидемија па пандемија на светско ниво и знаеш некако како да го гледам Јани кој што ја гледа СДСМ доволно далеку, но не и доволно близко. Зборуваш за СДСМ како во трето лице множина. Ама не ние, тие. Знаеш, некако ми недостасува во последно време кај тебе, еве, да го користам терминот, припадноста кон СДСМ, односно ми е кондиционална, условена. Не сум никогаш сигурен во последните години дали ја некога зборува за СДСМ, зборува за неговиот СДСМ или зборува за некој таму нечив друг СДСМ кој што тој порано бил негов, ама сега од одредени причини веќе не е негов. Грешим или не кажем? Дали ми го разбираш објаснувањето? Го разбирам објаснувањето, грешите бидејќи грешам, рековме без прецизија. Грешиш. Грешиш. Не, може би некој друг така мисли се. Грешиш. Не, јас ти кажам како јас го читувам. Јас го сакам Социјалдемократскиот сојуз и тоа не е врзано за раководството кое е во тој момент. Извини да бидам прецизен, зборував за раководството сегашното и тогашното бидејќи кога не сте дел од раководството и кога не сте дел од политиките што се креираат, а имате некогаш и различен став, вие не можете, ја не сум бот 100% за да А што е бот? Вака, послушни човек од IT технологијата, човек од компјутерите, од електрониката, што е бот дефиниција за тебе? Па тој што зима Ctrl-C, Ctrl-V става како негов пост, а некој што ќе напише друг. Или по наредба, како што тоа го прават. И така да, не... Затоа викам, мојата определба за социјалдемократијата никогаш нема да се промени, и тоа мислам дека е вредност која што треба да се градат активностите поврзани околу социјалдемократијата, дека луѓето не можат да ги сменат без разлика кој е како раководство, тие не можат да ги сменат принципите на социјалдемократијата. Или просто кажам, сакаш да ми кажеш дека ти не се откажуваш од адресата Бихачка, али можеш да кажеш дека во одреден момент не ти се допаѓа кој живее на Бихачка. Може така да го кажеме? Можеме да... гледај се што ќе ти покажам. Имаш добро гледаш. Ова е твој пост, така? Да, апсолутно тоа е мое. Апсолутно не можеме да избегнеме одговорноста. Ама гледај сега. Со молкот денеска. Ама гледај сега, јас да сум Венко Филипче, после ова или ќе се засрамам, или ќе ќе ти речем, добро, ова ќе го бришеш или нема да го бришеш? Таман работа некој да ми се јави мене да избришам пост. Ама види, може секој да се јави, зошто таман работа се може да се јави. Работа во демократска партија не живееме. Ама зошто? Ама гледај, ова е сериозна навреда ти да му кажеш на некој не можеме да избегнеме одговорноста за еднината. Со молко денес, среќен роден ден СДСМ. Значи ти се обраќаш. Јас така го читам. Јас како поттикнување тоа го пишувам за сите членови. Ама молко никој не го честиташе роден денот. Тоа сакам. Прва работа што никој друг не го честитал, така? Роден денот на СДСМ. Па за жал многу малку.
Па еве Венко го честиташ ли како лидер на партијата, да каже? Да. Го честиташе? Да. И што сакаш да му пратиш нему порака на Не, ова го раководството? напишав уште рано утрото. Така да не А не чекав знаеш- некој друг. а не знаеш дека ќе ја честитам? Не чекав некој друг тоа да го направи. Апсолутно мислам дека е ова една порака не само кон членовите на СДСМ, туку кон општеството. Малце дебата имаме, малце кавга имаме во државата. Како немаме Не дека само има- осем вас. Да. Значи осем ти. Не само политичка, туку и општествена за Општествено, било која така, тема. така, ние не Општествена за некоја дебатираме, не да, дебатираме. не Да се дебатираме. Кај нема- нас е адакта Так, живење. И сега да се фати некоја тема и затоа да се зборува не, кај нас така 2 дена па ќе помине друго, 2 дена ќе се префрлиме. Да, ама знаеш како, сепак не ми одговори на прашањето. Се чувствуваш како член на СДСМ? Си Да, член сум на Одиш на СДСМ. состаноците, викаат, не одиш. Па јас одам таму каде што припаѓам, таму каде што ми е Каде? местната во општинската организација на Кој е центар. на Центар, И одиш, каде што кога си припаѓам. бил последен пат, искрено? Па не одам во последно време многу, но одам. Бев Кога последен пат? Па кога беа предпремите за конгресот, бев поприлично активен. И одев и низ републиката. На повеќе состаноци, тогаш имавме комуникација со председателот и учествував и во работната група во подготовките за одржувањето на конгресот. Добро. Значи, си член на СДСМ, но не си многу активен, поради како што можам да те разберам. Па добро, не ти- бараат од тебе активност. Апсолутно, да. Ти недостасува ли партиската активност? Ти се чувствуваш ли отргнат на страна незаслужено, поради тоа што не ти е дадена никаква фактичка и конкретна функција во партијата СДСМ? Па јас не мислам дека љубовта кон партијата се врзува со функцијата. Но добро, но после толку активизмот- години, но ама активизмот- после толку години, зар не мислиш дека ти имаш да кажеш нешто повеќе од овие што се сега, Апсолутно. што би рекле србите, да не ме разберат погрешно, скоро јевичи, кои што се дојдени, едната ти е заменик председател, тие се винам, вие на вас од СДСМ, вие заменик председател кој што доаѓа од таборот на NGO, односно од Македонскиот Сорос, отворено општество, другата ти е професорка на правниот факултет кој што е овдека ми демонстрираше еден перфектен воспитни висини во вербалниот стайлинг во емисијата, зборувам за вашата подпредседателка Чупеска, и отеднашка доаѓаат нови лица, а нема место за тебе, нема место за Софија Куновска, кој што одамна веќе не е тамо, нема место за еден Сугаре, нема место за еден Оливер Спасовски, нема место за еден многу луѓе. Ве боли ли сите вас, еве тебе те прашам, не сакам да зборуваш во нивно име ако не сакаш, но во тоа што партијата не знае да ги цени твоите атрибути кои што си ги стегнал изминативе години. Партијата си избра раководство Легитимно. легитимно. Добро. И тоа е 9000 колку беше на крај? Па добро, избра на легитимни избори, толку председател, се. толку се кандидираја, толку учествуваја и тоа тука не може... Имаше избор за еден човек, замисли го, ако- тој фантастичен избор. Па добро, ја мислам дека тоа по-демократски отколку на Конгрес 734 делегати А што кои е ќе разликата? гласаат. А што е разликата? Па тука се непосредни избори и Ама имат луѓето опција само една. Викаат ти го заокружиш но никој или не ги, нема. никој не ги спречува или не никој не спречил некого да се кандидира. Се согласувам. И така да тоа е Тоа уште демократско. пострашно, тоа уште пострашно, Тоа е што не се демократски принцип кој што треба да му се даде шанса. Но се разбира одговорноста ќе ја понесе тој што ја има позицијата и ја има функцијата. Не мислам дека секогаш секој председател треба да настапува со, да речеме, 20 нови, последниот со 20 нови, бидејќи нема толков Ама затоа човечки и те прашав, потенцијал. ми вртиш се, Човечки малку, не ми доаѓаш. не вртам ништо. Постои ли кај тебе Јас- горчина во устата и во душата, зашто ти не си и другите твои колеги, еве за тебе те прашам конкретно, СДСМ не препознава еден акумулиран квалитет од изминатите години кој што може да даде многу за партијата. Не ми е седно. Не те седно искрено Нема, така. апсолутно. И тоа јавно си го артикулирал во вашите редови партиски, каде што би требало да се артикулира, Па претпоставам во разговори, да. Во разговори, Со да. Венко Филипчев му го кажал тоа? Па го знае, разговараме ние со него. И И што ти вели тој? Чека, има време.
Па не, таму работа. Ще прашам, ако знаеш, се обидов, сега сметај дека зема в клешти, се обидувам се да ги носам зборовите. Секогаш се разговорите се како да се подобрат работите во А ти му велиш, види, Венко, мене не ми е мило што... Па добро, понекогаш кога... Искрено е валјато да му го кажеш, така? Кога сметам дека нешто не е во ред и ќе го искомуницираме меѓу себе. Бидејќи не ми е седно, бидејќи Социјалдемократскиот сојуз е прогресивната сила која што создава едно општество што е попријатно, не е толку насилно, не е толку поделено, не е... Што е насилно сега воопште? Па пиарот е најнасилен во овој момент. Добро, таа пиарот. Пропаганда што се врши, Каде навистина, веќе не можеме па секој ден има пропаганда во која што те малтретираат со глуп власта, со една строга пропаганда која што те убедува во нешто што... Добра, сакаш да ми кажеш дека во периодот кога ти беше и заменик министер за животна средина и кога беше директор на поштата, тогаш СДСМ, тој СДСМ под палката раководна на Зоран Заев, а подоцна и на Ковачевски, немаше пропаганда, па немај таму. Па не ми се верува дека имаше не кога ти во пропагандата, надве тешко гледаш надвор. Не. Например, повратот на ДДВ не беше добро. Не, тоа беше најтрагичната работа за една од најубавите работи кои што не знаев каде е продадена. Ја мислам дека да беше во времето на Груевски покрај логото на лапчето ќе беше и мој ДДВ. Јас да бев, мислам дека тоа ќе го направиш. Ама тоа не зборува за вашиот модести, односно скромност во пиарот, него зборува за неспособноста да ја просудите што е нешто добро. Сум го кажал на медиумите, премногу се влезе секој со свој пиар, со една борба сам за себе во областа во која што делува и со помалку соработка меѓу себе, и мислам дека дали тоа го ќе го влечиме од кошарката, значи кога играте зона, кој едниот човек не игра, џабе играте како синоќа Денвер едно време. Кога едниот од петте не игра, џабе вие што играте зоната. И кога сте во ист тим, за жал, ама не играте како тим, туку секој со свој пиар, секој со свој фотограф, секој со свој Facebook експерти околу, и тоа после за жал се покажа како лошо. За СДСМ. И доаѓа до моментот кој што јас убивам кога зборувам со луѓе кои што се членови или бивши членови или симпатизери, во наводници проклетството на СДСМ, да партиската постановка им биде по хоризонтала, а не да биде по вертикала како што е во ВМРО и како што е секаде во светот кога станува збор, мора да се има нели чело лидер кој што потоа ќе прави разграничување, односно пирамидата, или еве да кажем, ако сакаш попластично, корпоративно уредување со CEO по натаму сите. Да, а кај вас имате Скопско крило, Карпашко не. Па те молам, па сети се, ајде да се вратиме 2016 година во ноември во Александар Палас. Па кој си даде оставки? Но чудо луѓе, Сугаревски излезе и го направи парче Зоран Заев. Софија Куновска дента си даде оставка од градската организација на СДСМ. И се како не е така? Незадоволството е големо. Па се, извини, молим те, ама ти седеше во интервју кај Гоце Михајловски, му рече дека болја комуникација, од позиција седеше од позиција на заменик министер на животна средина, му рече дека подобра комуникација со некој друг председател на партијата си немал отколку од Зоран Заев. А сега ми похвали Бранко Црвенковски што ти е дал шансата, иако некои други делови. Па јас мислам дека шансата што сум ја добил од сите председатели сум ја заслужил. Не била ме дека не си ја заслужил. Не била ме дека не си ја заслужил. Со мојот искрен и честен однос кон партијата и кон работата што сум ја вршил без разлика на која област. Ама беше ли ти незадоволен во тој ноември 2016 со листите кога се видоа едно чудо луѓе кои што голем дел од вас му забележа на Заев дека тие не се бореле. Во 2000 Што се сеќам ти беше противник на тоа. Во 2000 таму не бев јас на конгресот. Не, ама генерално твојот став беше дека не е борец. Во 2000 исто сум се бунел. И во 2014 кога на моето место беше кандидат Солза Грчева. И што? Па еве кажете што? Еве гледајте кој бил во право. Си бил во право тоа, да ти кажем, визави идеологијата. Ама тоа ништо не помага. И таа беше уфрлена. А кој беше 2014 председател? На мој Заев. И сега ти седнуваш после 6 години подоцна викаш подобар председател, Заев нема. Па како може да кажеш? Заев треба да го свати кои му биле соработниците
кои биле Како клиентелисти, јас да те разберам? кои биле А одани не на ти партија. клиентелист, ако Апсолутно си не. в 2014 се буниш против Заев, а после ти дава позиција, ти викаш Заев е цар. Не, него јас тоа го одработав. кај нас го кажуваш, кај нас го кажуваш во емисија. Не кажувам цар, но соработката како Не, премиер. најдобра комуникација. Од 17, кажувам како премиер кога имаше Заев, за разлика од Ковачевски, или првите 2 години, 3 години, премиерот Заев со сите беше одлична комуникација и функционирањето беше сосема поразлично тогаш на владата. Значи, тој истиот Заев, кој што ти сакаше да го срушиш, имаше една акција тогаш тоа, нели, некој градско скопско крило во 2014. Ние не мора може да ми го- понесеме одговорност од резултатите на изборите. Се Од тоа согласувам. не треба да бегаме. Има ли очетен конгрес на СДСМ за резултатите лани? Не. И тоа не е за тебе недостаток на партијата? Тоа сум го кажал, јас затоа реков и тогаш пишував дека не треба да се влезе во строго читање на статутот, па сега Не, да доврши, треба... туку требаше навистина една Ако не смиреност гнедите во одлуките. грешките, како ќе одите во војнината? Се сложувам. Тука Значи- немам дилема јас. И тоа требаше да се, но некако за жал немаше и отчетен конгрес после локалните избори. Немаше. И тоа придонесе за да работите и на парламентарните бидат практично Не. плюс последица на Не, некој тоа веќе беше една лавина која што веќе се Не се симулуваше запираше, надело, тоа не е се добро. запираше, тоа Не ти се е јасно запираше, дека тоа ми тука е, беа да. и Бугарија, тука беа и Грција, тука беше рекетот Боки Тредичи, кој што Добро беа и многуте ветувања, ништо не остварени парите кај народот, нели, правда за сите и така натаму, часовникот на триумфалната капија, што ја кажам, па Формула, па Microsoft, па Google, па пилоти во Рачиново, што се немаше од ветувања, вака на крај добивме Бугарија и Грција. Па добив ни НАТО, што е малце Да бидеме искрени, НАТО сакавме да го добиеме и 2008, но тогаш Грција не се согласи и ни стави вето, и то покрај големата најава и притисокот кој што тогаш го имаше и претседателот на Соединетите Американски држави, кој што една вечер кажа утре ќе бидат примени Албанија, Хрватска и Македонија. Македонија така Се беше. сеќаваш, така И Буш помладиот тоа го кажа. Согласноста на тогашниот премиер Груевски за промена на името во Република Македонија цртица Скопје. Тоа ти си убеден дека така било? Бев присутен на масата во клубот на пратеници. Беше? Да. И како Да. беше Република Македонија цртичка Скопје. Ето оваа перспектива за тебе. Само мислам дека тогаш Не, премиерот дали- Груевски кога дојде Дали беше за севкупно употреба? со периодот на години, па после да биде За севкупно. да. Аха. И за тебе не е поприфатливо Република Македонија цртичка Скопје од ова сега Северна Па Македонија? секогаш кога ќе пропуштите некоја шанса, После доаѓа следната полош. полоша варијанта. И ти да беше на местото на Заев и истото ќе го одиграше вака како што сега Заев го одигра визави предлогот од Преспа и договорот од Преспа? Да, пошто таа отвара перспектива, членството во НАТО нас и сега ја релаксира ситуацијата од безбедносен аспект. Станавме дел од еден најмоќен сојуз каде што седат претседателите на Америка, на европските држави, Канада, која што отвара една друга перспектива, не само безбедносна перспектива, особено сега кога да речеме и сајбер безбедност е многу битна, но не само заради безбедно, туку од економски аспект исто треба таа да се одбрани или да се негува, се образуваат кадри, припадниците на Арама се дел од едни сили, така да не мислам дека тоа е мала работа и дека не е тоа нешто што е лошо за иднината на државата. Да бидам искрен, пошто си човек кој што има корени од предци кои што доаѓаат од Беломорска Македонија, Егејска Македонија, или немаш така? Немаш? Нема. Твоите се од каде? Татко ми е роден во Битола. Во Битола. Претходните вашите предци немаат такви корени? Не, од Грција, од Лесбос островот. Аха, а зборуваш грчки? Живеат во, знам малку, да. Да. Добро. Живеат во Лесбос, се префрлуваат во Смирна во Анадолија и во 920 година, после Турската револуција, во 1920 година има еден договор за доброволна размена на население, отоманската, турците од овај дел одат таму, а грците се, но тие доаѓаат во Битола како култно место во тоа
време и таму се раѓа татко ми и таму сум роден и јас. Аха, значи ти имаш у суштина грчки корени, Да, а не се егејски корени. не. Не. Добро. Сум македонец. Да. Не велам не. 2018 верували или не, спремајќи се вчера за емисијава, прв пат прочитав еден потаток кој што мене лично ме фрапираше и реков, сега малце ке фати ми за оваа приказка. 2018 стигнала во Страсбур, во Европскиот суд за човекови права, твојата тужба против државата Македонија. Сега ме интересира твојот морален тракт, еве така да кажа. Нели се побуди малце кога ти се одлучи да ја поднесеш апликацијата, така се вика, нели, тужбата пред Европскиот суд за човекови права, затоа што сепак настапуваш од позиција на политичар. Ти нормално дека си граѓанин, прво, потоа си политичар, тоа се подразбира, но тоа е она што либералите, демократите во Европа стално велат, па вклучително во Македонија, дека политичарите мора да имат еден поголем праг на осетливост кога станува збор за тужби. Сега, колку што можев ја да читам вчера, станува збор за твојата тужба против Република Македонија, визави тужбата што Сашо Мијалков ја поднел против тебе поради некоја пресконференција од 2007, точно е така, нели? Неколку има таму, и на Миле Јанакиевски, пресуди што судот ги донел, пресуди судот. Ама тоа се во тој период кривични, затоа што тогаш беше во тој период кривично дело клевета, па после се декриминализира. Каде што судиката пишува во пресудата дека сум сакал да ја замајам јавноста, дека зад Рамстор има хотел, а знаеме дека немаше, а тоа го пишува во реченицата внатре. И во Страсбур и тој процес. Добро, и тој процес. Ти добиваш, ти губиш и во апелација и на уста и на врховен. И на крај мора и уставен да се произнесе Пред за да да се оди може да се аплицира во Страсбур за загрозување на човековите права, затоа што има пракса каде што говорот на пратеник се повикува пресудата на пратеници од Шпанија и Португалија, каде што врз база на тоа дека ќе те прашам. Зар мораше ли да биде потребно да стои во фајлот во рекордс во датабазата на Европскиот суд дека еден Јани Макрадули, политичар од Македонија, ти не може Добре, јас кам граѓанин кој што тој процес трае долго и па и политичар, зошто кога се врши еден притисок. И сега на крај парите кои што ги доби, требаше ние да ти ги платиме. Ти бараше 10.000 евра, а доби 1000 и нешто евра, 1100. Да. Добро, кој што не ништо. Да, добро, да. А не, ама плюс имаше за адвоката трошоци од 1050, да бидеме искрени. Партијата сите без разлика кој бил председател, сите пресуди кои што беа пари, партијата помогна и беа платени. Која партија? Социјалдемократски. А зашто да ги плаќа социјал кога затоа што не сакаше државата ние да платиме за? Не, зборувам за пресудите кои беа во Македонија. Не, зборувам за парите, ти парите ти легна. Не, зборуваме во име на партијата. Ти ја тужиш Македонија пред Европски суд, не ја тужиш ни ВМРО, се разбира, ни ВМРО. Трошоци се. Не, дали ти легна парите на твоја сметка? Да. И си ги искористи? Па, мислам дека сум плаќал и членарина со тие пари. Членарина на ком? Социјалдемократскиот сојуз. Со тие пари што ние ти ги плативме, поради тоа што се тие платени пари, тоа се пари што државата многу ги зела. Кој го но државата ги зела од мене 100-кратно повеќе. Ама зошто да ги земе сега од мене? А зошто да ги земе сега и од мене? Затоа што државата, за жал, кој што ја финансираме сите како суди, како обвинители, не постапила согласно до праксата која што постои правото. Туку направила пресуда која што ги загрозува човековите права. И значи, да сублимирам, парите ти легнуваат, пошто нели се носи пресудата од Страсбур и ти си ги трошиш парите како што сватив и за делумно. Да, добива и адвокатот од тоа што го прави процесот. Ја читав пресудата, не треба, ја имам, не треба да ти ја читам, нели? Посебна е ставката за трошоците за адвокатот, посебна е ставката за тебе лично. Ти тие пари си ги користел за, ако те сваќам за дел од нив за членарина во СДСМ. Браво. И сега тој истиот што ти го тужиш, не го тужиш ти, тужиш Македонија, да бидам конкретен, не го тужиш ти. Таков е принципот. Така е. Но ти го тужиш поради Сашо Мијалков и тој истиот Сашо Мијалков, пошто ја читав апликацијата твоја, се номинира и се нотира Сашо Мијалков. Да.
главниот Тој процес се заврши, тој со другиот што беа другите, да. Знам, сакам поентата да ти ја кажам. И со тој истиот Сашо Мијалков, вие доаѓате на власт 2017, ти стануваш министер, од позиција на министер, и доаѓа ковидот, и Сашо Мијалков си го пуштате, дали треба да служи казна, па дури пуштивте еден новинар, не знам да се сеќаш кога го немаше, го снема, и му вика: добар ден господине Мијалков, вие сте во Македонија? И сега, од оваа позиција, тој истиот Мијалков, за тебе бил во тој период, предпоставам, од 2007 до 2018, црн ѓавол. Пошто си поминал, нели, и си тој решето, си се тужал, Основен суд, апелација, Врховен, Уставен и така натаму, и така натаму. И сега ти од таа позиција седиш во таа влада на Зоран Заев, се што ми го фалеше, и тој истиот Сашо Мијалков така убаво ви плива во вашето политичко море, да, еве, на крај му пуштив и новинар, му кажа: добар ден, господине Мијалков, вие во Македонија сте? И кажи ми како ти тоа го гледаше, како ти можеше после тоа да спиеш мирно, чисто ме интересира. Пази, еден кој што за мене би бил црн ѓавол, кој што од нечовечни лукративни причини против мене ќе води свесно. Тоа е свестен чин, така тужба. Не, тој е несвесен, некој не му рекол братучот му Груевска и тужи го ти Јани Макрадули. И сега ти од позиција седиш во владата, нели му кажа: без окей, бе, немој вака да го третираме Сашо Мијалков како наш најголем пријател. Па ја не мислам дека тогаш со хотелската окта, кај што беше зародишот на сето тоа, дека немало некое централно барање од страна на ВМРО ДПМН со неколку тужби да се спречи. А кој е во центарот? Нели ли беше Сашо Мијалков едно од пивките на Октопод? Како карактер на човек не гледам кон луѓето како црн ѓавол. За жал политички кај нас ја се слушав на собраниските седници што зборуваше. Но јас никогаш не сум ја преминал границата на навред да зборам како црн, никад нема да го потребам тој збор, но како борба за правдата. Кажа ти кажам кои зборови си ги користил за Сашо Мијалков и за ВМРО, фашисти си ги нарекол. Молам. Па јас ја гледав. Фашисти ги нарече, така ли беше? Фашистичка организација, дури ти се буни, рекол: сега ќе ви објаснам зошто се фашисти. Јас зборувам. Седеше ли во собрание и го зборуваше тој или не? Јас сум го цитирал извештајот лекарски, кој што самиот си направи проблем, бидејќи со тоа се деградирате вие, кој ќе направите еден лекарски наод дека сте погодени нека кажа да ВМРО ДПМН дека се фашисти. Тогашно ВМРО ДПМН се. Не знам. Не. Да речеме, не се сеќам. Ќе ти го пратам после емисија да ти го видиш свој одговор. Има видео. Но ние мора да изградиме едно општество во кое што секој ќе си ја брка работата затоа што е надлежен. Ако судот е тој што преговара, одредува, тоа нема врска со заменик министер за животна среда и не треба да има. Значи ти го тужиш Сашо, а ние плаќаме за тоа што го тужиш Сашо на крај. 1000 евра ние ги платиме. Не е тоа дали Јани го направил или Иван, туку такви се правилата во државата. Такви се правилата во Европскиот суд за човекови права, но мислам дека не е такви се принципите, не можеме да ги смениме. Тужбата на политичар против друг политичар или било кој друго лице физичко во Македонија, мислам дека не би требало да биде дел од политичкиот морален тракт. Добро, затоа и се променија тие за клевета и навреда се измени законникот. Ти го тужеше после кога се измени, затоа што тој почнал после тебе и цивилна постапка за па са биде искрен кога зборуваме за човек кој што чита убаво, знаеш. Знам, јас точно знам. Кога треба да одите, да речеме, кога има некој настан и одма ви доаѓа полиција дома да ви даде покана за на суд. Добро, и кога ви се случи тоа што? Нон-стоп, тогаш не беше само еден случај, тоа сакам да кажам. Па значи беше црн ѓавол Сашо Мијалков или не беше? Тие се политички противници кои што се обидоа да прикријат нешто. Полицајците? Да. Па сопругата и децата, што се тие? Ма тоа јас членови на вашата политичка банда. Ама јас затоа викам не треба така да се одвиваат работите, затоа сум учествувал и во еве да речеме во шарената револуција континуирано секој ден сум се обидел. Која зграда најмногу ја фарбаше, ти кажи ми? Не сум фарбал ниједна. Добро. Ниједна. Да завршиме приказката оваа, мене ме интересира пак малце ретро, беше од 2020 ги гледав некој од интервјута, често пати зборуваше околу
режимот, нели се набраќаше на Груевски, и се последните работи твоите гостувања гледам пак се обидуваш да направиш паралела со сегашниот политика на сегашното ВМРО ДПМН со Мицковски. Не го користиш можеби терминот режим, но го користиш дека е политика која што не знаеш што прави, дека се оддалечуваме од Европа, немаме правилни насоки каде сме тргнале, што сме тргнале, па дури правиш паралела као со Вучичевом добар другар, со Орбан. Вучич и Орбан не се добрите дечки во европската политика за тебе? За мене не. Па не се мислам ни за Европа. Орбан не мислам дека стои нешто премногу добро. А зошто мислиш дека ако Европа не мисли за Орбан дека е добро, дека е Орбан навистина лошо момче во политиката на Европа? Тоа е израз што е измислен, што го користат представниците на Европската комисија. И што вело Тони? Лошото момче Орбан. Добро, и ти се согласуваш до тоа? Се согласувам. И за Вучич исто така? Да. Добро, сега ајде да чуеме нешто. Слушај го сега. Србија помошна во вакцинацијата, навистина многу Што е? лекари, целиот лекарски персонал, медицински персонал беше вакциниран со помош на вас, на председател Вучич и на пријателите од Србија. Благодарам. Сега, ако некој го сметаш за лошо момче во политиката и постојано го напаѓаш и сметаш дека е владее во Србија со режим што неколку пати тоа си го кажал, тоа го гледав изминатите години, зашто тогаш седнуваш и прифаќаш помош од него. Јас од некој кој што не ми мисли добро, кој што не ми мисли на регионот добро, ја не би земал ни аспирина, камоли вакцини, па заедно со премиерот вашиот во тој период да го прочекате на граница под снег 1 метар, ако се сеќаш кога дојдоа вакцините и ги доставија. И сега тој човекот еднаш му се заблагодаруваш. Каква е таа прагма, каква е таа политичка прагма кај тебе? Па тоа не е политичка прагма, тоа е нешто што е добро за здравјето на сите граѓани на Македонија. И тука не гледаме политика како што сега Мицковски ја споредува политиката со трагичниот за жал настан во Кочани, каде што вика се помислив за некои земји кои што не стоиме добро. Вие како имате обврска со да го најдете најдоброто решение без разлика со некој што политички не се слушувате. За здравјето на граѓаните вие имате предност и емпатијата, тука не е политика тоа. Апсолутно не е на листата на чувствата тогаш. Затоа јас секогаш кажувам дека таа пропаганда масовна која што ја гледаме, ја гледам и сега во една рудиментирана форма, но тоа мене ме загрижува бидејќи тоа не носи резултати, не се подобруваат работите во државата и затоа ми смета тоа копирање, да кажам, на таа пиар стратегија. Добро, не ли ти пречи кога вашиот сегашен лидер јавно признава дека има виза на Дубај, од Дубај, односно од Обединетите Арапски Емирати, која што е така наречена златна виза, претпоставам си читал, знаеш што подразбира тоа, дека немаш потреба да се пријавуваш, да обезбедуваш виза за секој влез по трајање од 10 години и дека основниот и најбрзиот и најквалитетниот за пријателите од Дубај е доколку вложиш во недвижнини повеќе од 500.000 или пола милион американски долари. И се пази, од таа перспектива зборуваме за неправење, непрактикување на правда, тебе како што сега ми кажа на Мицковски, нели ништо не прави, емпатија воведува, дали ќе се заблагодари нему, а од друга страна зборуваме за лидер на партија кој што треба да оди на локални избори, а истовремено ничим изазван во еден подкаст кај едни двајца кои од Мапе шоу што се и значи не старите што се да ти што мрчат цело време и им признава вика да имам. А претходно 4-5 месеци упорно не убедува дека нема златна виза. И се отидешка вика, имам златна виза, ама таа е базирана на медицински перформанси мои и поради тоа што апсолутно мислам дека не е точно. И кажи ми сега од оваа перспектива, за какви избори вие членовите на СДСМ очекувате, какви резултати во октомври или кога ќе бидат или ноември евентуално локалните избори, кога знаеш сега пропагандната машинерија на тој црн ѓавол на ВМРО ДПМН ќе удри силно, јас така би играл на нивно место, кого ние ќе гласате вие, за кого, за човекот чиј брод оди на кај Дубај или за човекот чиј брод вози на кај ЕУ? Прво,
Јас не мислам дека се како од Muppet Show тие двајца. Не знам, Јас а за кого ти алудираш? Јас А за кого гледам алудираш таа дебата што е ја пратам и вас и тебе и нив кој ќе е А за кого мислиш тоа дека јас алудираш? имам добро мислење за А што е лошо да си старците што седа Статлер и Волдорф се вика во Мапешо, кој што саркастично мрче одгоре. Мене ми беа омилени ликови заедно со Звероња и со Данскиот кувар, на пример од Мапешо, ако мене лично ме прашаш. Кермит никој што не беше. Добро. Така да тоа ништо лошо не го сакам да ти кажам, си сега, дај си премрчува, а ти и sad ти на такви луѓе да им држим, кажеш ја имам. Па добро, мислам дека пресно молчиш, Венко ја демантираше тоа за златната виза, некако зборот златна си добро виза, добро. Ако тоа што го слушаме, јас мислам дека тоа не може да влие на активностите поврзани со... Не, на гласачкото тело те прашувам. Сега не збориме за активност. Види, ја се сваќам дека се ти човек кој што имаш сериозни политички прерогативи, мислам тоа те разбирам, но те прашувам што очекуваш на локални избори кога се случува една ваква работа, колку да изгледа беззазлено, сепак не е беззазлено. Не заборави дека Дубај е место каде што избегнуваат познати криминалци, значи се зборуваме за наш потенцијален лидер, премиер се извинува во некои потенцијални или парламентарни избори, може ќе победи. Добро, но и кој таму да прашам, кој што е жител и сограѓанин со сериозни криминалци што се бара со потерница, шевел и така натаму и така натаму. Сега да те вратам 2 недели назад, премиерот со своја делегација беше таму. Ама премиерот оди... Каде оди? А што мислиш? Мислиш дека... Чекај да те прашаме на работа. Остануше 2 дена плюс. А зашто да те прашаме? А што мислиш дека немало средби други со некои наши стопанственици во Дубај? Имал. Со кого? Што мислиш? Не знам, претпоставам дека се видел со некои стопанственици во Дубај. Со кој, например? Па не знам. Со кафанџи, претпоставам. Не знам, вајде се нашол со некој. Наши луѓе. Со наши луѓе. Бизнисмени. И прашува дали е точно дека вака се доаѓа до така наречена златна виза, така? Да. А Панча Точковски беше минатата година во ноември и во декември средба со нивниот некој каунтерпартнер за како на МВР или министер за внатрешни и мислиш дека не дознале луѓе во кои се македонци имаат добиено визи? Па би било несериозно од ВМРО да помене да не дознае. Па нели е несериозно да не следиш како шеф на политичка партија и ти упорно да лажеш јавноста дека немаш. Не. И отиднешка да појдеш у Мапешо и да ти кажат ќе биде лошо за изборите ако тема биде тоа и фирмите на семејството на Мицковски во Бугарија. И ако се претвори тоа во дебата во јавноста, па ќе се ама тоа нема ќар за граѓаните. Ама ние одамна сме го изгубила формулата за да го подобриме животот не со таа пропаганда на централно ниво ти направи ова, ти направи она. Сега ќе ти објаснам како кога ти Јани Макрадули, кога наредниот пат, дај Боже да имаш некаква било каква функција во оваа држава на централно локално ниво, и кога ќе седнеш на тоа фамозно столче политичко, да се сетиш на овој наш мув, да кажеш, чекај, јас ова го кажав, па да видиме. Пази, ти беше заменик министар за животна средина. Ние, знаеш ли во што живееме? Живееме во контейнер. Прашањето само колку ни е голем контейнерот. Ама те молам. Не. Те молам, те молам, нема да ме прекинуваш. Те слушав на тоа фамозно интервју каде што зборуваше за загадувањето и за дозволата за увоз на алтернативни горива во Македонија. До ден денешен никој од вас политичарите нема храброст да појде до Усија. Да видиме кој тоа нас не загадува. Не велам дека Усија не загадува, но многу има приказни митови дека наводно до ден денешен се гори алтернативно гориво, сецкани гуми, материјали тканини, пластики. Се забрани тоа. Прво за прв пат Ама тогаш во тој интервју кога те прашуваше мојот колега дали е забрано, ти убедуваш дека е дозволено. Па е дозволено во другите европски држави е дозволено. Стандарди, сакаш ли да ти читам? Тоа е друго. Не е друго. Од позиција на заменик министер друго зборуваше. Истото ќе зборувам и сега. Значи за прв пат се донесе планот за чист воздух нотирано од страна на Европската комисија. Со прв пат дедицирани средства. Само требаше да се продолжи планот кои што сега се навраќаат пак на тој истиот план. Полифлороалкилните супстанции, така наречените ПФАС во текстилот и во другите, знаеш дека се строго забранети во Европа? Знаеш ли не знаеш? Ама зборуваме за годините, на пример. Сега, во моментот. Ама сега. Ама зошто? Ама ти го зборуваш во 2020.
20 година, а сега, тогаш беше ама се дозволено. менуваат секоја година. Например, адитивите кои што се користат за стадионот, некни разбрав тоа, за Добро. тревата, Добро, порано за да биде на фудбалскиот стадион. да биде зелена. Сега е забранета. Забранета е. А порано се користили, била Ама- дозволена. ама зошто? Ама тоа се Ама менува, имало во ма тој тоа му- постојано се менува. Користењето на РДФ горивото, каде што се користи резидуалниот Постојано се менува се стандард. менува, Ама стандардите требаше се во тој менуваат. период да седнете да видите зошто никој од вас, Епа- пак и те прашам, зошто еднашка не седнете и сериозно да појдете да видите ги знаеме кои се главните загадувачи. Тоа реално не сум зборуваме во оставил Македонија. документ во владата кој што се вика Македонски зелен договор, кој што апелирам на општествено и политички консензус околу Македонскиот зелен договор. И тоа секогаш мислам дека кога мора да се направи, некогаш ќе се направи за да видиме во кој правец ќе ја развиваме нашата држава. Тоа што не се направило 90-тите, не се направило ни после, нас ни треба таков еден општествен и политички договор, а не вакви препукувања како што има ти фирмата и така натаму. Не знам дали ме разбраш што ти велам. Почнам да верувам дека живееме во псевдо држава. Значи ние веќе ги Нас изгубивме се- атрибутите на Па држава. види, ние во Веќе здравството Не. на луѓето не е важно, здравјето, и за- екологијата добро. е тотално ирелевантна. Сега ти седеше во 2020 дека И во сум Канал го 5 направил првиот план за чист воздух во оваа држава, кој што ако се следеше до ден денес, помалку ќе беше за и што направи ти зошто не се следи? Зошто не рече Зоран Заев, јас си одам поради тоа што ова што се договоривме ти не го исполнуваш, Па не те во- интересира здравјето на граѓаните. Јас после 20 не бев заменик министер. Не беше, ама беше директор на пошта кој што на Кој 20 што- април, пази што на пресконференција колегата Дуле вика владата му препорачува на надзорниот одбор на пошта да го разреши Јани Макрадули, внимавај причината, Да. за да се подобра состојбите и јакнењето на капацитетите на менаџментот. Со други зборови сака да каже дека Јани имал нула капацитет за менаџирање. Ти то премина преку ова твојата Не. СДСМ. Не. И што Не. на Ковачевски му се јави јас- да го прачаш Ковачевски, ти ова што го кажуваш при чиста свест и здрав разум ово го Немам кажуваш. потреба да се јавам. Затоа што моите резултати се јасни. За пошта? само една Во година пошта? во пошта. Само за една година. Абе ти знаеш ли дека вчера му Ама стигна писмо од ама тоа- 87 честитка? Ама добро. Ама само за една година. Завчера ми Сте стигна до слу- 91. Ама добро. Само за една Ама како година. добро? Чекај, ама мора да се бреднуваат и работите. За само една година се воведе за прв пат електронска продавница. Со нови клиенти. 87 нови клиенти се потпишаа за една година. И каде се Драстично тие? се И на- каде се тие? Па не знам, не ме сменија. Резултат за Ама прв рекло пат се немал за прв пат последниот квартал покажа позитивни финансиски резултати во 2021 година. пошта. Да. И тебе И ти тоа се велат, бројки. ама тебе, еве Ковачевски, познати од Таче, вика си немал елементарни капацитети на менаџирање. Он така мислел. Комуницираш со Ковачевски? И дури ако се видите на здраво, добро. Па, не, јас сум културен човек, не сум таков човек кој што нема да се поздрави, нема да Каде ти од моите зборови Не, очите дека се не, рекол дека си не, некултурен. ме прашувате дали ќе се поздравам со некој човек, јас ќе се прашам поздравам. до каде нивото на некомуникацијата, пошто сватив дека има Па некомуникација немам меѓу вас. потреба, немам зошто би се слушал. Немаш потреба. Немам потреба. А да се видам на улица, ќе се поздравам јас. Моето домашно воспитување тоа ми го Тоа ќе кажува. го кажам, добро. И сега неудобно да те гледав исто така негде, мислам кај нас дека беше пак. Често доаѓаш кај нас, и тоа ми е многу мило што даваш една нова свежина во етерот. Мислам дека убаво се чувствуваш и ти кога доаѓаш. Па да, малце Само сум, вистина, така. не, малце поинаков ми е настапот. Да, за разлика од сега на пример. Па не се караме нешто. Каде сега? Да. Не, Да, никош не се караме, се се кавгаме. кавгаме. Дебетираме. Кавга е Па дебата. да, дебата. Така е И тоа. мислам, тоа рековме, ни фали дебата Така во е. општеството и не. И кажи ми зошто, каде најде гледам дека го забележа неколку пати во гостувањето и на друга телевизија дека ти пречи она што се јавуваат, така наречени се пројавуваат скандали, тендери во министерства на вработени и така натаму и така натаму. Сметаш дека тоа е сериозен недостаток кога се појавува клиентелизмот веднаш кога ќе се дојде на власт? Да. Да. Таму е паметот, за жал. А добро, а каде беше паметот во семејството Макрадуле, сега го читам, јануари 2019, интересна, кај вас во семејство излазите, имате фетиш на бројот 9, слушај го ова. Маја Трендафилова Макрадули во јануари 2019, една деветка, добива 9
тендери, втора деветка, за 90.000 евра, трета Не, И тоа така е пише све open mindset. Не, све е тоа демантирано, не е така. Значи Не е ти така. даваше изјава и го потврди тоа. Не. Во вестите на канал 5, Не. Тие се договори стари, кои што се продолжуваат. кои што одржувањето Продолжуваат. И 9 сигурно нема такви. Нема сигурно. Значи тоа беше Нема значи на тебе сигурно. 9 различни институции Не, тамам работа, нема такво нешто. Нема такво нешто. Ти тоа го кажуваш, го потврдиш кај на вести. Не. Значи и ова ти го праќам после емисија да си го видиш. Не. Ама ќе излезеш ќе се напишеш на Facebook дека е точно. Тие се тендери за одржување во кои што се продолжуваат одржувањата, при што мојата сопруга е само еден од четворицата содружници во компанијата. Нема врска, но сепак од таа позиција што таа ти е сопруга, а ти си дел од владата. Ништо немало врска нити со моја област, нити со место што е каде тоа што јас важно? сум одлучувал, Ама не сум јас бирал, нити сум нарал, нити имало негде судирни интереси, бидејќи се тие договори исклучени многу пред јас да дојдам на тоа Ти место. сега да се ми кажеш дека некој исклучил договори во трајање од 10 години? Не, него се продолжува одржувањето, знаеш. Чекај, добро, ама види сега сакаш јавно да одржуваш некој софтвер, тој треба да го одржуваш. Тендер постои тендер тамо. Апсолутно се И секогаш оваа фирма постојано добивала. Не, него тоа е тендер за адаптивно одржување, кога ќе имате негде софтверска апликација, има. Секогаш се појавуваат параметрите во тендерот кои што ќе бидат апликабилни само за една компанија. Не, софтверот е направен и сега многу тешко некоја друга компанија како што е на повеќе места, знаеш добро, ти го одржува една вајда у софтверот у куќава. Значи кога е кај некои други е проблем клиентелизам, а кога е кај Македонија нема. Нема. Тука е бидејќи се тие стари работи кои што најмалку работат со државните институции. Добро. Кога сме веќе кај твојата забелешка и загриженост, што е моја загриженост за патот на Македонија кон ЕУ, затоа што јас сум човек, претпоставам и ти, кој што и сите ние сме растеле со вредностите на ЕУ, на Соединетите американски држави, воопшто не сме растеле со вредностите на Кина, на Русија и така натаму. Се согласувам со тебе, но кажи ми, седнуваш со некогаш во партија или барем со луѓето кои што гравитирале некогаш, а сега повеќе не се активни, алудирам на со Радмила Шекеринска имаш уште контакти, добри кои што беа едно време или тоа се распука таа 2014 кога беше? Па кој ќе се видиме? Здраво, добро сум, ти добар. Тоа е тоа, ништо повеќе тоа. Па добро, ние со Радмила сме биле пријатели уште многу години отпретно. Знаеш како филмиш имаше дека ти си човекот на Рада беше? Дека таа тебе те донела. Па не, јас сум бил во политиката уште од 92 година, така да. Јас во 94-та. Јас кажам каква била перцепцијата. Па добро, са перцепцијата во политиката има врска. Јас сум бил член на Советот на општина Центар од 94-та година со Груевски заедно. Така? Да. Гледаш другарчи. Од 96-та, се извинам, 96-та. 96-та до 2000-та. И сега кажем... Така да... ЕУ. Од таа перспектива сега, тоа временска дистанција, гледам дел од луѓето кои што инклинираат на кај левицата политичко, односно во овој случај СДСМ кај нас, е постојаното прашање до Мицковски, што е легитимно, што правиме по тоа прашање и бојазност со страво дека ние ќе се најдеме на некој тапет кој што нема повеќе да има ни боја, ни лепак и ќе падне кај да е. И сега мене ме интересира ова исто прашање кое што и тебе те загрижува мене. Нели ве загрижуваше сите вас во 2022 кога се потпиша, не се потпиша, или ваѓа потпишале некој документ со ЕУ, она рамка за преговори, каде што беше она фамозно барање за промена на уставот и инклузивноста на уште други некои, нели, политички, етнички ентитети во Македонија со особен акцент на бугарите. Нели мислиш дека прво круцијалната грешка е таму и имаше ли твоја реакција во тој период дека тоа не е конјунктурно воопшто, затоа што знаеш како да не обезбедиш прво подршка од граѓаните, знаеш самиот каков е и сега да излеземе да правиме јас и ти анкета, преку 80 луѓе ќе речат боже, сачува не ги сакаме бугарите во устав, па макар не оделе во ЕУ. За жал тоа е перцепцијата и тоа е чувството кај луѓето во Македонија, а истовремено СДСМ не може никој да ме убеди дека во тој период не знаеле дека немаат подршка од опозицијата која што им беше и повеќе од потребна за да се смени уставот.
тогаш ти реагираш или кажа ли нешто колеги од СДСМ, зошто го правиме ова со Бугарија во уставот, зошто прифаќаме ваква рамка? Па не сум го кажал, не сум бил ни во органите, но јас го поддржувам патот кон НЕУ. И... Зошто не го кажа? Јасно ме дека го поддржуваш. Што го констатирав за да не ми одиш натаму? Зошто не го кажа? Зошто не го артикулираш како сега што Па го јас кажа? не мислам дека не треба да ја завршиме задачата. Впрочем, тоа го кажа и Кошта пред некој ден на премиерот Мицковски. И што ако го кажал Кошта? А види, многу Дека- лесно е да ги осетиш ударите Па- по тугиот грб. Но, Зборам за Кошта. но и лидерството значи да гледате некој чекор напред. Единствено мислам дека требаше да има повеќе средби со опозицијата во тој Нешто момент. да се најде некаков компромис Во кој што ќе повеќе- биде прифатлив за сите нас. Повеќе средби да има, но да гледаме од овој момент. Усвари, чекај, јас се изумив, тоа беше Ковачевски, тој истиот што тебе ти рече дека немаш менаџерски способности, така да и претпоставам не си И да имал сум зелен- кажал, немал да не си имал кому да кажеш, Да. така, покренали. Но мислам дека треба таа задача да се заврши. Како да ја завршиме, да кажеме, јас имав една идеја, гледам дека не им се допаѓа, јас сум за тоа да знаеш дека има 3 фази кога ќе дојде моментот, тоа е потребата за гласање, нели двотретинско мнозинство, подиме со закон за устав каде што се става сите работи што ќе бидат. Мислам дека и за тоа Европа го даде. Нема план Б. Тоа треба да ни е јасно. Не може Сабајле вие да работите со фирмите во Бугарија, што ги има да речеме некој од власта, а по план не да ви сметаат бугарите во уставот. Мислам дека тоа е Ама види, мислам, се Ама направи ама гледај сега, еве еуфоријата во кампањата ги поремети рокови, Немој така, грешиш. стандардите на власта. Немој да мислиш дека Мицковски е тој кој што иницирал идејата дека ние не ги сакаме бугарите во устав, Тогаш дека мислам не. Значи ја ти кажам дека Јефте тоа Анке- беше реакција на луѓето. Па види, Да, онакво политичко и општествено силување кој што доаѓаше од подпишување на договорот за добрососедство кој што Ама беше и- небулоза каква што јас не сум сретнал. Охридскиот рамковен договор кога Не збориме дојде за во собрание, Охридски. ама не, на паралела. Ајде. Кога дојде Охридскиот рамковен договор во собранието, јас Добро. тогаш станав пратеник 2001 година. Добро. 4% имаше поддршка Охридскиот рамковен договор, покојниот председател Трајковски уште и помалку. Но се тргна од секој дома, од роднини, од комши, од разговори, од дебата со граѓаните. Тоа за жал го немавме, например, СДСМ не го направи со пакетот на закони за децентрализација. Апсолутно. И гласовите што ги доби Груевски тогаш, ги доби на Ама 2006 чекај да те година. прашаме на И работа. затоа кажувам, ако не разговарате со луѓето, ако сте затворени, ако мислите дека одлуката сте ја донели, тоа е Чекај, зар мислиш најпаметната, дека Бранко Црвенковски не можеше да подпише договор кога беше премиер или кога беше председател, па после да иницира, иако добро кохабитираше со ВМРО ДПМН, и овој договор за добрососедство Бугарија го бара децении назад. Со овој договор за добрососедство тие сака да покажат дека ние сме еден ист народ. Не, напротив, кога во уставот чекај, ќе ако кажете дека Македонија и други, значи Ама тие чекај да те други не прашам, може да се исти. Чекај да те прашам, како не се исти? Самите си Чекај да кажуваат те дека прашам, не се исти. Кипраните грците што се? Оп. Зошто? Што се кипраните грците, што мислиш? А ти едните се од Кипар, кипрани, а другите се грци, што мислиш? Исти си или не се исти? Исти се што и да Па, се исти. па истата приказка ќе. Ама не, се тука ви имате, ви пишува во уставот. Ако не пишува. И други народи, значи тие други Значи, тие се сите истите други. до ден денеска ти велат. Иначе ќе пишува ние сите исто. Не, мислам дека тоа Ангел Димитров, председателот на комисијата кој што е се уште председател на Бугарската историска комисија, вади книга, издава книга пред неколку месеци, каже што вика дека сме ние франкештајновско дело, македонскиот идентитет после втора. Ама се не да, може да има ти кажам. бугарски политичари што најлошо Ама тој зборуваат чо- за Македонија. Ама тој човек е председател на комисијата. А зошто е председател на комисија? Зашто е така ставено во договор дека ние мора да преговараме за нешто што не сакаме да Но преговараме. тие не се обврзувачки. Се обврзува, од стои Ама кој ќе се договорат? Не, стои во преговарачката Нема рамка рамсата. annual review, во преговарачката Ама тоа што рамка. Јасно е на сите дека ако се донесат уставните измени, продолжува втората фаза на преговорите. Значи и ние тука немаме ни прва нема фаза, ни каква комисија. црна прва фаза, нема. Па на првата седница Што е? ќе биде и втората седница ќе биде. Тоа е брзо. друго, ама ние Еве, ние не сме почнале преговори со по принципите и по критериумите на Европската комисија почнати се преговорите, застанати се во овој момент
да продолжат Еве, понатаму. пошто си ме ракле по фудбал, тоа е сега кој ќе биде новиот шампион. Имаме нов шампион сега во Македонија, не следам македонски фудбал, не знам. Имаме. Кој е, знаеш? Шкендија. Шкендија, значи Шкендија за тебе сега по принципите на УЕФА, таа е веќе тим од Лига на шампиони. Дали ќе стигне, нема да стигне, но ќе почне, ама дали ќе помине прво коле, ама според твојот принцип така е. Шкендија, Не, значи- него треба и да се одработи нешто. А што треба да се одработивме изигра. ние? А што одработивме Па не ние? одработивме, требаше да ги Па направиме како тогаш уставните смени. како сме почнале Ама сме на преговори? теренот. Ама Сме каде, на теренот. кој терен црни? На тој терен кај што има и план за поддршка на раст и развој, кој што зависи од тоа. Кој што нашите чекори се вреднуваат. И тој пат е тргнат. За жал во овој момент е застанат. За Знаеш жал како? во овој момент е застанат. Каков е, еве со фудбалски речник да ти објаснам. Тоа е како да ти кажат Македонија сакате да играте на европско првенство, нема проблем. Ама гледате кои се условите за вас. Голманот треба да ви е бугарин, лево крило треба да ви е бугарин. Никој не ни даде нас ограничувања кога настапивме на Ни европското првенство. Ни сами, даде во- сами се изборивме. Не, јас Оти се изборам добра за екипа конкретниот имавме. фудбал за Не, не, не. европско. Јас се изборам Се за зависи. политичкото Не, не, не. европско наше Не, првенство, не, не. каде што ти Треба да имате- кажи ми која друга земја во Европа, членка на ЕУ, кога почнала преговорила, добила ваков било каков услов, а најмалку ваков. Ма никад не била фер кон нас, ама тоа не значи дека ние треба да се предаваме. Ама ние не се треба предаваме. Да плачеме и да ама кукаме. не, ама ние кој вика треба дека, да се ама кој вика дека плачеме? Ама се бориме, викаме, ова не е во ред, не можеме. Ама со ова. не е борење, ова не е во ред. Што правиш? Кој е планот Б? Ама кој ти вика дека нема? Од каде знаеме јас и ти дека немаме план па Б? Може има сигурно и план не- С, од каде знаеме? Дај Боже, ама да нешто да видиме дека се случува. А не вака заглавивме со Еве јас меѓаетнички не дебати. прекина преска. Јас да сум на место на оваа влада, ја би рекол, во законот за устав би ги ставил нашите црвени линии кои што се изгласани 2021. Имаше Во неколку бил- иницијативи. Во мислам било дека има кој да случај, во текот на преговорите со Европска унија, доколку Бугарија се повика ни стави вето за идентитетски билатерални прашања, веднаш се вадат од уставот. Нема. Нека си знаат бугарите дека не се адактат, дур не завршат преговорите, дур не ги станеме членка НЕУ. Ние А да се прашаме на работа, пошто ова каша ја констатиравме дека ја некако ја заготвија и сол и пипер, црвен пипер, алов пипер, што ви кажале нашите Савија Ковачевски неговото друштво. Што мислиш, зашо не појдеш еве ти сега до Венко да му кажеш, Венко, а што викаш ние да собереме неколку луѓе, не ти нормално, пошто не си ми рекол дека не ти играат, некои други во СДСМ, да си појдете вие до Софија кај баци рака кај Радев и да го прашат, дајте бе луѓе нешто направете, обидете се малку да ги намалите овие ваши барања, тоа се катастрофални, оставете барем на крај на преговорите, тоа да биде условот на крај на преговорите кога ќе станеме членка. Зошто мислиш дека не е паметно СДСМ да појде и да проба да притисне малце да ги расположи? па мислам Во дека крајна линија види, Бојко Борисов е се уште проминентна фигура во бугарската политика. Може да збориме кој јас. што е од исто семејство со Мицковски политичко. Ама кој што е брат со Зоран Заев, па се и тоа да не се лажеме, па се ја гледам дека Нашиот Овака така? Па чеки Зоран според- ти беше министр во владата на Зоран според- Заев. Ти кога беше министр, тогаш се потпиша договорот. според мене, нашиот комуникација треба да биде со Брисел. Таму е нашето пат. Ништо не правиме со Брисел. Ти го кажа неколку пати, ни го кажа. Со билатерални, Не, ништо не таму правиме ќе дојдат нови барања и нови барања. А за Брисел, разлика, вели, ако за Бугарија разлика- се согласи да за ви разлика попусти од малце, порано- ние немаме проблем. За разлика од порано имаме иницијатива од господинот Венко Филипче кој што кон Што е Мицковски за поддршка на пакетот закони кои што се итни поврзани со Тоа планот е за секој раст и чест, развој секој чест, и така треба. во која што нема деструкција на или сметање во процесот ако има план Б. Ама тој не постои тој план Б. Треба да го видиме дали има. Бидејќи промените или ќе ги донесете вие оти бескрајно долго не може да се случат промени ако согласувам. чекаме што Ништо нема, така е. ништо нема да се Но мора да случи. има некаква активност. Ваква милиарда, онаква милиарда, само една пропаганда која што ништо нема Еве, да им денески- донеси корист на граѓаните. Еве денеска имаше пред вашата партија, не знам уште можам да викам твојата партија, можам, така? Можете. Да, твојата партија, можеш твојата партија, каде што Венко Филипче го поздрави стратешкиот договор со Велика Британија, но не го поздравува моментот што не се знае под кои услови се зема кредитот и така натаму и така натаму. И зошто секогаш мораме ние на подарениот коњ да му гледаме веднаш прво во забите, а без тоа да пробаме да го јавнеме, да видиме дали е брз, дали е издржлив и така натаму. До кога ние тоа ќе го правиме? Нас ни треба една друга политичка комуникација во Македонија и дека сите предлози што доаѓаат Ќе од една или судиме- ќе друга судиме страна вака да се преку одбива, пресконференции. не. Па не мислам дека треба така да биде. Например,
не ја разбирам одлуката на ВМРО ДПМН да не го поддржи законот за поддршка на семејствата на откочени. Може да ти кажам моје мислење? Нели мислиш дека е малце навредливо да има закон за починати луѓе? Закон за помош? Зар не мислиш дека државата треба да го притисне, треба да помене веднаш да почне да Има различни закони кои што Зошто е тоа се закон? па затоа што да се става за да не се остави на импровизации на систем